Ве повикавме затоа што сметаме дека лекарска комора треба да даде соопштение и подобро е кога сте сите заедно да не биде толкување на нашето соопштение. Значи, Лекарската комора на Северна Македонија како професионална организација смета дека има обврска да ги информира докторите на медицина и пациентите во врска со коронавирусот. Комората тоа го направи објавувајќи на својата веб страница и на Facebook страница. Првично ги добивме препораките од Светска здравствена организација и ги објавивме тие на веб страницата, а после кои се генерално за заштита на сите граѓани, а потоа поставивме упатства за постапување и превенција, значи при зараза и превенција од зараза на докторите, презентација која е достапна и јас би молела да отворите и да ја видите. Значи, она на што сме сите сведоци, Министерот за здравство и Министерство за здравство секојдневно, односно повеќе пати во тек на ден, прават соопштенија и ја информираат јавноста за сета актуелна ситуација околу коронавирусот. Министерот во своите излагања посебно апелира на припена на препораките на Светска здравствена организација со образложение дека со нивна примена се штити здравјето на сите граѓани на државата и дека сите мора да имаат одговорност кон колективното здравје, затоа што ни е тоа најголем приоритет, особено на нас докторите. Поради сето оваа актуелна ситуација, ние баравме докторите на медицина и другите здравствени работници да ги почитуваат препораките и да се придржуваат. Тоа се упатства пред се дадени од Светска здравствена организација која навистина се грижи за целава оваа ситуација која не е само во нашата земја. И апелира уште еднаш до докторите на медицина и до сите здравствени работници да се однесуваат онака како што доликува на професијата, одговорно и разумно, како и во целост да ги почитуваме дадените препораки, упатства и насоки со цел да се заштити здравјето на граѓаните, како и нивното власнито здравје. Она што сме сите сведоци дека пред се нашите семејства гледаат во нас, нашите пациенти гледаат во нас и имаме обврска да се заштитиме, да ги заштитиме семејствата, да ги заштитиме пациентите. Она што сите ве интересира, во врска со случајот на директорката на Универзитетската клиника за кожни и венерични болести од Скопје, која е заболена од коронавирусот и која не ги почитувала препораките на здравствените власти да се јави на преглед по доаѓањето на патувањето во Италија, Лекарската комора преку своите органи ќе постапи во согласност со важечите законски прописи. Имаме Закон за здравствена заштита, имаме Закон за правата на пациентите, имаме статут на Лекарска комора, подзаконски акти. Веднаш откако ќе имаме решение и одлука, јавноста ќе биде информирана за тоа. Што е тоа што може да се случи на директорката на клиниката за кожни болести, да ја одземете лиценцата, да ја направите укор, етичка комисија, што може да се случи? Етичката комисија е таа што одлучува за сите одлуки во смисла зборам последователно. Опомена за која ќе знае етичката комисија, членовите и тој што ја добил опомената, јавна опомена за која ќе биде јавноста информирана, одземање привремено или одземање трајно на лиценца. Одземањето на лиценца е согласно законските регулативи и во Законот за здравствена заштита е многу јасно дадено протокол кога етичката комисија може да препорача да таа лиценца на одреден доктор биде одземен. Значи, ние имаме тука јасни препораки како и што да направиме. Кој некој свесно го загрозува здравјето на тоа стотина подлеже луѓе, на значи, кривичен дали закон. Тоа подлеже може да на се кривичен лиценца закон. доколку Нашата свесно- во Законот за здравствена заштита такво нешто не е предвидено. Дека некој свесно ќе загрози здравјето на другите, дека некој доктор свесно ќе го загрози здравјето на другите. Затоа постои кривичен закон, затоа постојат институции кои ќе се погрижат за тоа. Затоа не може да се одземе лиценцата. Во моментов не може да се одземе лиценцата, али постојат други инстанци. Вие секако веднаш штом ќе го направиме состанокот
со етичката комисија ќе бидете информирани за што одлучила етичката комисија. Ние имаме законски и подзаконски акти врз кои мора да делуваме. Доколку судските власти одлучуваат нешто такво дека постои и донесат соодветна пресуда, тогаш лекарската комора е должна да постапи според одлуките на судот. Треба обвинителство. Инстанците на судството ќе си Да. тоа е она што треба да се Според заштити. постапка на обвинителство не е крајно решение. Крајно Наше решение е пред се да апелираме на колегите да се придржуваат код се она што е кажано, затоа што Светска здравствена организација и нашето Министерство за здравство многу одавна даваа препораки како да се однесуваат во ризични подрачја, како да се однесуваат таму кај што нема. Мислам, тоа не се работи кои треба да се занемарат. Тоа се јасни препораки. Луѓето гледаат у нас и ние треба да се придржуваме кон тие препораки. За кога ќе закажете етичката комисија? Се знае ли? Утре. Утре? Значи, ако добро ве разбрав, и опомена или јавна опомена, тоа е единственото нешто што може Во етичката- моментов да. Во моментов да. Значи, без да чекаме судски одлуки. Што мислите, дали мерките што досега министерот за здравство ги предложи се доволни? Дали според вас се доволни или треба? Јас сум гастроентеролог, епидемиолог. Гастроентеролог сум, ниту некој од нас овде е епидемиолог. Мерките што Министерство за здравство ги препорача се идентични мерки што ги препорачува Светска здравствена организација, значи тамо кај што се голема група на епидемиолози и согласно на сите степени на загрозеност на жителите или докторите пред се на една земја во состојба на нивоа на загрозеност на појава на епидемија или пандемија. Има медицинскиот персонал доволно време за да се справи со коронавирусот? Можам да зборам за медицинскиот персонал на својата клиника. Имаме на клиниките кај што сме во контакт, да, се има, али најдобар одговор би било ако побарате во Институт за јавно здравје и во Министерство за здравство. За актуелната состојба околу вирусот, мислам дека повеќе од еднаш и повеќе пати во тек на ден има пресови Министерот за здравство заедно со Институт за јавно здравство. Дали може би од Министерството за здравство од вас ќе се консултираат сега за овој голем недостиг на специјалистите по дерматовенерологија, како да се надмине? Специјалисти по дерматовенерологија има и во 8 септември, има и во Систина, има и во Ремедика, има во клиничка болница Битола, има во клиничка болница Штип, има во клиничка болница Тетово. На клиниката, колку што сватив, имало 11 пациенти кои лежеле. Во моментов мерките се тие. Благодарам што дојдете.